За дипломатијата со Никовски. Не рушат државата, не ги тресат темелите неизини, а нас никаде нема. Никој не се јавува, сите молчиме. Каде е нашата интелигенција? Каде се нашите одговорни личности надвор од политиката, надвор од партиите, да укажат своето мислење, да повикаат на некаков заеднички, национален, државен консензус или барем минимум на некоја согласност дека ако вака продолжиме, лошо ни се пишува. Единствен за жал кој реагира на сите овие да не кажеме мангуплуци, него неприфатливи малтретирања и манипулирање со нашата земја се Македонскиот манифест и поточно нејзиниот лидер Евтим Клетников. Деновиве вчера поточно во Нова Македонија излезе една длабока анализа на што е тоа името на оваа држава, зашто тоа е оспорено и кој, со други зборови, стои за сето тоа. Тоа е во продолжение и би им советувал на сите наши слушатели, гледачи, да ако не окупуваат вестникот Нова Македонија, на кој им честитам за објавувањето на таков текст, да го барат на интернет и да видат што ни соопштува и на што ни скренува внимание нашиот познат писател, нашиот македонски Шекспир, Евтим Клетников. Загриженоста е огромна кај секој човек, ми се чини дека нема нормален жител на оваа држава кој не помислува дека ова што се случува и каде се тоа води навистина е нешто што никој не сака, никој не мисли дека е добро за земјата и за народот. Велам, таа загриженост е сеопшта, сите ние и несвесно размислуваме и се прашуваме зашто се тоа не се случува, меѓутоа мислам дека треба да се потсети дека во прашање е политиката која се спроведува веќе 25 години, четврт век према оваа држава и че единствена и крајна цел е раздебитување на македонскиот народ преку прекрстување на државата и со други зборови завршување на затварање на македонското прашање кое веќе 100-150 години го бранува светот, е на дневен ред, е на маса и очигледно сега центарот во Вашингтон решил дека крајно време е тоа да се затвори и да се оди напред без македонците како еден вековен народ на Балканот кои нели биле веќе подолго време јаболкото на раздорот, јаболкото на конфликтите, не по своја вина, него напротив по вината на другите кои имале аспирации, сакале да го заземат тоа мало парче земја, да ги претопат македонците и да ги прикажат како бугари, како грци или срби на времето. Ова е всушност продолжение на војната од 2001 година. Кога гледаме малце подлабоко во суштината на проблемот, војната од 2001 година не беше случајна, таа беше логично сценарио кое следеше после настаните во Косово, на Косово од 1999 година, незаконското, нелегално, како сакате, бомбардирање на Белград и Србија, одвојување на подостак на Косово како независна држава, со што веќе преку 70% е реализиран така наречениот проект Голема Албанија. Така да таа војна беше импортирана, беше увезена од Косово, односно иницирана, започната на Косово, не од албанците, туку од американците, кои на тој начин сакаат да го затворат тој концепт или проект на Голема Албанија, бидејќи делот од Македонија очигледно се главен таргет, главна цел на таквата политика. И таа војна, како што знаете, за живо чудо наше, заврши неуспешно. Основните цели кои беа дефинирани во првите 5 соопштенија на ООН, дека тоа е борба за ослободување на албанските територии во Македонија, не заврши со целосен успех. Го вклучија набрзо кога вида дека тоа нема да успее планот Б. И тој планот Б, наречен Охридски договор, се проследува и до ден денеска и на разни начини се обидува да ја постигне целта, тоест да оваа држава биде разбира на некој начин, не мора во формален и во физички смисол, тука се промени структурата на одлучување, ако сакате, структурата на реалноста која е тука мнозинство и малцинство. Се сеќавате дека со уставот од 1991 година
беше веќе на оден начин покренат процесот на демакедонизација на државата кој финализираше во 2001 година по основа на Охридскиот договор, кога малцинството и мнозинството се избриша, туку станавме сите еднакви етнички заедници и сето тоа водеше до оваа криза која имаме денеска и затоа не случајно имаме повторно воскреснување на сите тие сили кои имаат аспирации према Македонија. Имаме случај да српската, да почнеме од последниот, Српската православна црква го заоштрува својот речник према Македонија, го игнорира незиниот државен карактер, бидејќи црквата во православните држави е во рамките на државата. Еди Рамот, премиерот на Албанија, од Тирана порачува дека ако сакате во НАТО ќе извршите условите кои ние ги поставаме тоа Охридскиот договор, нели така, значи поставува се зема право да постави некакви услови и тоа го прави за време на посетата на државниот секретар на Америка Џон Кери, така да договорено или не, тоа во секој случај значи дека се мора да стави во истиот контекст. Америка, ако не јавно, бар потајно и прикривено, сигурно го поддржува тоа и има разбирање за таквите потреби. Во меѓувреме, знаете дека вчера ли беше албанците дуи постави едно споменик со албанскиот орел во Топанско поле. Тоа е знак само на албанизација на земјата, ништо друго. Тоа е исто така направено незаконски надвор од прописите. Така да се заедно лешинаните ликуваат и продолжуваат да уживаат во сето тоа што ни се случува. А да само да заклучиме овој дел со констатација дека паралелно бугарите и грците кои значи на исток и на југ ги тријат рацете и само и да им дават по широко значење на своите политики на негирање на македонскиот народ, јазик, култура, историја и слично. Значи се заедно не третираат како протекторат и тука како неизбрани гувернери се шефот на мисијата на Европската унија Орав и американскиот амбасадор. Ние го дозволивме тоа, ние го овозможиме тоа, иако објективно Европската унија како нели така бидејќи земја има аспирации да стане членка, таа има право некако да се грижи, да налага, да бара, нели дава извештаи годишни за нас, да инсистира на некои реформи, процеси слично, меѓутоа американската страна нема никаков мандат за такво нешто, али велам, ние тоа сме го дозволиле и затоа тоа така тече. Меѓутоа, сите овие решенија кои се наметнати го последниве година и нешто, во кој е директно инволвирање на сериозна политичка сила во земјава и која работи без да размислува на рушење на столбовите на оваа земја. Значи, сите тие елементи кои се подметнати на некој начин, како кукавички јајца, прислушувањето и слично, водат де факто во само од нашите, значи самосвесно, ако сакате, растурање на државата. И тоа се беше постигнато прво со договорот од 2 јуни, со протоколот од Пржино, кога се негира уставот и законите, се создадоа органи кои се апсолутно надвор од структурата политичка на оваа држава. И сега тие продолжуваат така и го шират своето влијание. Во меѓувреме се поставени привремени министри, заменици министри и тие цело време сега само си поднесуваат кривични пријави со вистинските министри, заменици министри, а сето тоа води, нали така, јасно води према ѓубриштето на историјата. Сите тие работи продолжуваат да се случуваат и на некој начин утре ќе го имаме денот Д, кога овие наши неизбрани гувернери ќе објават јавно дали условите за предвремени избори на 24 април се исполнети или не. Да посетиме само дека на крајот од јануари, на 29 или 30, не ни важно кога, на 29 ми се чини, тие го посетија новиот приверен премиер и му подставија 10 услови кои мора да се исполнат за да до 19, односно 20 февруари тие даде оценка дали ќе има избори, нема да има избори. И да ве подсетам дека во тој документ кој му го предадоа на
привремениот премиер, немаше треба, советуваме, цениме, мора 10 услови кои мора да се исполнат. Бидејќи беа свесни дека тоа што го прават е нелегално, неприфатливо, навредливо, сакате во крајна линија, тие на крајот постави и забелешка дека ова се нивни добронамерни и текако добронамерни или така политики, гестови и потези, а дека ние самите ќе одлучиме дали тоа ќе го прифатиме или не. Значи, некој ти вели мораш, али ако не сакаш, не мораш. Мислам, прво и самите се доведуваат во една смешна ситуација, али тоа нас најмалце не тангира, бидејќи, велам, тие наши неизбрани гувернери ни поставуваат услови како што и каде. Утре, јас не би го рекол дека е ден од ден, бидејќи како што и тие самите на крајот призна, решението е наше. Одговорноста за едината нова држава ќе ја земат нашите органи, кои се уште избрани, иако се десеткувани со некои инфилтрирани поединци. Тие, значи, ќе донесат одлуката. Имаме индикатори дека макар 2, а веројатно и 3 од партиите потписнички на договорите се апсолутно да има избори на 24 април. Што ќе решат овие наши гувернерчиња не е јасно. Има и причини и за едното и за другото. Ако еве да се бидеме ние да ги анализираме, имајќи предвид дека за сето на што беше договорено на 2 јуни и после тоа и подпишано и во Пржино, дека ќе има избори, тоа беше клучната задача, клучниот меѓаш на сета таа политичка криза. Мислам дека тие самите би се усрамиле и тоа длабоко, ако речат нема услови за избори. Сите тие пречи кои се појавува при изборот на изборната комисија, при одредувањето на незините членови, финанси, слични, така натака, методологијата, градењето и сето тоа. Имаше, сигурно беше и предпоставката, јасно дека ќе има проблеми. Тие, прво она што до сега познато, успева и чинам дека денеска и вчера веќе почна и со вкрстувањето на податоците со разни институции да се исчисти избирачкиот список, што беше една од тие мора да направите, нели така? И, значи, има индикатори кои покажуваат дека е тоа постигнато, меѓутоа, истовремено, јасно е дека регулацијата на медиумите уште е далеко од било каква финализација и она што го знаеме ние како граѓани, како консументи на нашите јавни медиуми од разни аспекти и од разни страни лансирани. Јасно е дека она што сака да го направат во држава, кога сме ние некакви заморци, да направат некој закон кој нема врска со никаде во светот и паралелно дозволуваме уште едно белгијанче да не навредува, да кажува дека ние немаме европски менталитет, дека сме ние некаква дивина, да прави на Фейсбук разни компарации со мачки слично кои се длабоко навредливи за општество. Меѓутоа, велам, ние тоа го толерираме, а чим нешто толерира, значи се согласуваш и другиот само добива сила и продолжува со истата насока. Има исто така е силен аргумент дека би требало да се согласат да изборите да прифатат и да признаат, ако сакате, дека изборите треба да на 24 април и фактот што во меѓувреме кризата со бегалците ќе ескалира, веќе април е пролет, кога ќе напливот, стампедот од бегалци ќе добие, ми се чини, страшни димензии и дека во тие рамки ќе биде многу важно Македонија да биде веќе една стабилна држава, да веќе има да одржи избори, да тука веќе се појави една нова власт која ќе контролира ситуацијата, меѓутоа од друга страна може да биде нивното размислување сосема спротивно, да токму заради тоа да им одговара да Македонија остане во еден ваков лимбо, во еден ваков хаос и тие да може да метнуваат што сакаат. Мислам дека тоа нема да им успее и дури да одат на таа втора опција, бидејќи сепак власта има владеачката партија, власта е легитимна, иако имаше манипулации на минатите избори, и дека тоа никој не може да го оспори како легитимитет, и дека така ќе преземе чекори, така да и најавите кои ги даде председателот Иванов дека Македонија нема да биде нити паркинг, нити некаков концентрационен логор на бегалците, односно логор, нека не биде концентрационен, логор на бегалците, дека тоа е неприфатливо за државата и мислам дека Македонија нема друга
опција и друг избор отколку да обстане на таа политика. Во целата, значи, таа ситуација, во тоа на нова дереđe на која сме доведени, периодот кој следи и кој ќе трае најмалку до 24 април ќе биде драматичен. Јас лично се надевам и верувам дека одговорноста на Вашингтон и Брисел ќе превагне, дека тие утре ќе речат, ќе дадат такви критики, тоа не е спорно, за спороста, за недоследноста и слично на одредувањето на решањето на одредени проблеми кои беа зацртани со пржино и предходно, меѓутоа дека изборите треба да се одржат на 24 април. Ако тоа не се случи, мислам дека ќе не донесат во една исклучително тешка ситуација за за еднодневно продолжување на ова тешка хаварија низ која врвиме после 24 април ќе биде само со додатни и несогледливи штети за државата и за секој граѓанин. И ако тоа се случи, мислам дека одговорност на Брисел ќе биде нагласена, а особено на Вашингтон, бидејќи да не забораваме, тоа сме го кажале и да го повториме, Брисел слепо го следи Вашингтон, Брисел е само алатка во рацете на Вашингтон и се што им се случува на оваа држава е смислено, планирано, иницирано, менаџирано само од Вашингтон, а Брисел, како што реков, е една нивна алатка која во недостаток на собствена надворешна и безбедносна политика само служи на туги интереси. Таа е реалноста со која живееме и мислам дека во тие рамки утре ќе биде одреден важен датум, не треба да живееме, не треба да се несуваме дека тоа ќе го реши судбината на земјата, меѓутоа сепак ќе даде одредени насоки што понатака. И велам, јас лично верувам, длабоко верувам дека Брисел и Вашингтон ќе покажат својата одговорност према ова држава и народ. А ако постапат спротивно, мислам дека ќе ги имаме сите аргументи и факти да кажеме и да се и јавно да артикулираме дека тоа што го прават во Македонија веќе 25 години е чист криминал, политички, социјален, како сакате, безбедносен од сите аспекти. И во оваа емисија и во повеќе други настапи често е жестоко критикувана политиката на Соединените американски држави кон Македонија. Тоа е факт и мислам дека сето тоа што се прави од страна на Вашингтон кон оваа наша земја од распад на Југославија до денес заслужува сериозна, оштра, жестока критика. Меѓутоа, не во прашање никаков антиамериканизам. Напротив, јас лично сум импресиониран од тоа општество. Тоа е навистина една држава каде е постигнат максимум во обезбедувањето на личните слободи, едно општество кое се базира, кое се ослонува на конкуренцијата и на надпреварувањето, каде е овозможено да секој го добие местото што му припаѓа према заслугите и према капацитетите кои ги има и затоа ти одат напред. И затоа не случајно Соединените американски држави се први во светот по музиката, по филмот, по литературата, по сликарството, по иновациите, по што ти не, значи по војната сила која развиле, по економијата која доминира во светот. Мислам дека е едно општество кое навистина импресионира од секој аспект, меѓутоа да не забораваме, тоа истото општество прави сериозни грешки на план на одворешната политика, и тоа не само сега и не само према Македонија. Например, ќе ја потстам дека додека беше државна секретарка, Медлин Олбрајт јавно изјави дека американската политика према Латинска Америка била погрешна последните 25 години. Јас би додал дека тоа сигурно траело 50 години, меѓутоа во секој случај тоа ја илустрира одредена самокритичност на Вашингтон, која е добре дојдена. Меѓутоа, јас се прашувам и вас се прашувам, а што ако за 25 години или може и помалку, за 10 години, некој друг на нејзиното место констатира дека американската политика према Македонија била погрешна од почетокот на распад на Југославија па до нејзиното да не дај Боже разнебитување и уништување. Ова го велам бидејќи сите овие тези, докази кои говорат и потврдуваат недвосмислено дека нивната политика према Македонија е носител на сите овие голготини с кои поминуваме,
од непризнавањето по распадот на Југославија, привремената спогодба или Обединените нации приемот кога ни беше суспендирано името, до војната од 2001 година, административната подела во 2004 година со која се албанизирани делови од земјата, па до блокадата, односно уцената и ултиматумот на самитот на НАТО во 2008 година во Букурешт. Сите овие работи јас лично ги имам и разработено и докажано и објавено 3 книги на таа тема, кои, велам, не се никаква емоција, не се никаква, да речам, преокупираност и обсесија со американската политика. Напротив, тоа се факти и аргументи кои покажуваат дека тоа е така. Значи, ова не е никаков антиамериканизам, меѓутоа, ова е само обид еден да се скрене внимание дека тоа што се прави према Македонија е штетно не само за интересите на овој народ и на оваа држава, туку и пошироко, бидејќи не заборавајте дека со дестабилизација на Македонија, со продолжување на оваа политика на нејзино негирање, игнорирање, затварање, изолирање, манипулирање, ако сакате, значи се доведува прашање мирот во регионот и дека на секој мора да му биде јасно, не може да се уништат македонците како народ и да се прекаси државата и народ, нели така, без тоа да има широки рефлексии, широки последици, бидејќи да не забораваме дека аспирациите према парче земја и народ не се само на Бугарија, не само на албанците, не се само на Грција, а и латентите на Србија преку црквата и слично, туку сите тие заедно се еден фактор кој покажуваат дека трнели работата понатаму згуснели доволно и премногу во парче земја и во оваа држава, почнали тука да избиваат разни последици на еден жесток и екстремен начин, враќање нема да има. И затоа сите тие оценки на американската политика, критики, ако сакате, се добро намерни во суштината, не само во интерес на Македонија, туку во интерес самите Соединети американски држави. Да заклучиме дека интерес е на сите да овде на овој Балкански полуостров завладее долгорочен мир, да тука има просперитет и перспектива за сите земји и народи, да тоа буре барут кој е било со векови познато и јасно и признато, се промени во една оаза на мирот и во еден дел од Европа кој нуди исклучително позитивни, прифатливи, атрактивни, туристички, сакате, и други можности, бидејќи, велам, тука е една мешавина на народи, религии, традиции, истории, кои навистина може да бидат импресивни за секој што тука ќе дојде. Меѓутоа, додека трајат овие кризи, додека се обидуваат некои да ја наметат на Македонија решенија кои се неприфатливи, нелогични и антиисториски, овде нема да има перспектива за никого, не само за Македонија. Но да се вратиме на нашата тема. Значи, во сите овие манипулации кои се прават со државата, во сите тие обиди кои треба да ја слушат сегашната власт, бидејќи таа не кооперативна, не е спремна да го виткарбетот на да го виткарбетот да прифати да се прекаси државата и да се прекаси државата и народот. Значи, во сите тие сега, да велам, тие намери, планови и активности, клучна улога треба да има специјалното јавно обвинителство. Ние веќе го анализиравме истото, покажавме едно чудо нелогичности кои таму се случуваат и сега само да повториме кратко дека меѓу другото тоа е нивната меѓународна активност, ако сакате, контакти со амбасадори, со странски гости, патувањето на јавната специјална обвинителка во Белград на вечера со амбасадорите. И сето тоа покажува дека тоа е изместено од своето лежиште и дека тоа представува нешто ново, нешто друго и тоа во суштината по сите тие елементи кои ги имаме на располагање. Последното беше пред некој ден вечера со 15 на амбасадори, претходно средба со американскиот амбасадор на специјалната обвинителка, покажува дека тие играат некаква меѓународна улога. Тие, мислам дека секој му јасно, имаат внатрешно политичка улога, која треба да ја завршат на начин кој ќе биде балансиран и кој ќе одговара на сите меѓународни стандарди. Меѓутоа, имаме одма една контрадикторност која не само што паѓа во очи, него покажува дека за сето тоа се трие сериозна политика. Главната заложба на меѓународниот фактор кој се вмеша во сето ова, благодарејќи на нашата
на нашата спремност, односно барање да тие тука интервенираат, значи, нивната главна заложба е да има избори кои ќе бидат балансирани, при што ќе има, нели така, све спроведено на начин што никој нема да биде доведен во предност. И сега што прави јавното обвинителство? Јавното обвинителство покренува постапки по многу што нагласено и недокументирано манифестирани во јавноста против лица од сегашната власт, односно кои биле дел од сегашната одворотнова власт пред некое време и кои пред некое време даде оставки. И во тој апсурд кој се случува, само ќе спомнеме неколку примери, неколку еклатантни показатели дека не е тоа дека тие не постапуваат правно, туку постапуваат политички. Прво во нивната пресконференција кога го објавија случајот, едната од нив рече јасно и гласно: ние нема да ги откриеме личностите кои се тука инволвирани, пресумција невиност, нели така, тоа важи секогаш, и малку подоцна рече поранешната министерка за внатрешни работи, поранешниот министер за сообраќај и транспорт. Прво вели дека нема да ги спомнат личностите, да имали таа пресумција, после уште да покажале слики. Тоа покажува дека сето тоа некој го манипулира, некој го диригира и некој го води. Или во најавувањето на случајот спомнува дека имаше, значи речникот ако го читате, а сега не би сакал да одиме подлабока анализа на самиот текст кој го прочитаа тогаш, него имаше, ја мислам, едно 30, ако не и 50% од квалификациите беа чисто политички. Меѓутоа, ја ќе ви цитирам само еден дел кој што вели: тие лица во обидот и настојување да ги задржат привилегиите кои ги нуди власта, направија такви прекршоци. Од кај прво тие знаат дека власт има привилегии? По моја лична оценка, власт е предсеоборска, не привилегија. Велам, навлегуваа во сфери, во констатации, во оценки кои апсолутно покажуваат дека некој тоа го води, некој тоа го диктира, а тие се само едни степи извршители. Или по која логика целиот тој случај наречен Титаник? Вие знаете дека Титаник е една несреќа, Титаник е еден бродолом, разбирате. И сега, што значи Титаник случајов? Дека ќе торпедираат и ќе потопуваат држава? Или народот? Или поединци? Мислам, сето тоа покажува дека некој тука диригира и ја води цата насока во правец кој треба да биде контрапродуктивен за оваа држава и за овој народ, односно на штета нивна. Ако заложбата првична беше дека во периодот према новите избори све ќе биде балансирано, никој не може да биде на било кој начин оставен на страна или неравноправно представуван, тогаш се поставува логично прашањето. Ако со оваа изјава, со овој настап, специјалното јавно обвинителство де факто ја нападна и ја подкастри, да речеме, улогата и позицијата на власта на новите избори, ако беше тоа равноправно, зашто паралелно не беше покренат случајот и према носителите на клучната причина за цялата оваа криза, прислушувањето. Ние знаеме дека тоа го лансираше, го злоупотребуваше опозицијата. Значи, дајте, ако вие веќе покренувате постапка према овие носители на овој проблем, на носители на тие злоупотреби во изборите, јас се сложувам, нека се испитува сето тоа и нека се каза дека некои ги злоупотребувале, ги злоупотребувале изборите, меѓутоа дајте да го балансираме тоа и со овој случај да видиме што тие направија, кој стои зад прислушувањето, која беше целта, да не забораваме кога беа тие бомбите така наречени, на еден крајно нелегален начин се објавува приватни разговори кои никој не знаеме дали се автентични или се монтирани, века дека сега има техника, секој од нас може да седне дома и да измонтира разговори, снимени разговори, да ги представи како што сака. А респективно и на телевизиите, кога уште на времето Минимакс, ќе земеше разни политичари, ќе измиксаше нивните изјави и тоа беше не хумор, него беше борен хумор. Така да, ако тогаш пред 30 години тоа беше возможно, денеска техниката е толку напредната, да тоа е многу по-возможно и по-пристапно, да речем, на секој од нас, а не на таква машинерија како што стои за самото прислушување. И
во тој контекст сега да испаде дека некоја има балансираност, разбирате, специјалното јавно обвинителство го побарало случајот Надеж, кога претходниот председател на државата од опозицијската партија на некој начин користел средства и слично, што е апсурд. Значи, тие сакаат да покажат дека ја балансираат меѓу опозицијата и опозицијата и за опозицијата земат нешто што е апсолутно надвор од актуелноста, нешто што е одамна заборавено, али да прикријат дека тука нема некои калкулации и намери, туку дали не се прави рамномерно. И не само тоа, него и фактот што ги барале и случајот Монструм и Подкуп и синот на Верушевски и слично, тоа се покажува дека е во прашање една чиста политика, дека е во прашање манипулација која има јасни цели, а како што пред малку рековме, таа основна цел е затварање на македонското прашање, прекрстување на државата, разнемитување на народот и отварање на простор за некои други комбинаторики кои може треба да финализираат со финалниот расплет на постјугословенската криза, односно на војните, на распадот на Југославија, на војните кои следеа и некакво ново позиционирање на Балканот, а да повториме уште еднаш и да нагласиме, такво нешто не е возможно без македонскиот народ и без неговата држава во која живееме. Како заклучок на денешните размислување, може да се каже дека нам ни треба специјално јавно обвинителство, кое може би требаше да се изнајде и формира поинаков начин, а не со силување на уставот и слично, бидејќи криминалот постои, загрижува, корупцијата исто така, и наша задача е на сите се бориме против тие зла на денешницата, бидејќи само така ќе одиме напред и ќе градиме едно општество кој ќе биде по волјата и по кејфот, ако сакате, и по теркот на сите нас. Меѓутоа, тоа во никој случај не смее да биде политичко и тоа мора да работи по словото на законот, а не по словото на политиката и особено не на словото на интересите на некои странски фактори, кои за жал денеска тоа не го наметнуваат и се носители на сите овие действија кои треса државата и кои ја загрозуваат нејзината иднина. Едно такво обвинителство треба да биде формирано со цел да ја заекне државата, да ја стабилизира, а велам сегашното по многу што према потезите кои ги превзема, напротив, има контрапродуктивни резултати кои мора да не загрижуваат. Но да се разбереме, почитувани слушатели и гледачи, во прашање иднината на земјата, во прашање нашата перспектива, нашите деца и внуци, и затоа сите мораме да ме свесни за овие настани и да на еден или друг начин реагираме према носителите на истите, дали преку јавните гласила, дали на приватно во дадени средби, можности слично, и да се обидеме да не минеме таа длабока поделеност која се појавува во општеството, која е подлабока од било кога, и кога мнозина, за жал, и најгласните во општество поаѓаат и завршуваат само со партиските интереси, заборавајќи дека тука има држава и народ, дека потезите кои се предлагаат или се подржуваат, ако се штетни за едината народ и државата, не може да бидат прифатливи. Македонија ќе опстане. Македонија нема никакво сомневање дека ќе биде и успешна и перспективна, меѓутоа се овие голготини с кои вървиме ќе траат од одредено време и во таа насока е можеби денешната умност која е избрана, која вели сите нешта се тешки пред да станат лесни. Овој период на наши тешки навистина тешки нешта кои не притискат од сите страни, кои не вознемируваат, ќе станат лесни еден ден. Да се надеваме тој ќе биде што побрзо, да се надеваме дека од утре ќе се отворат некои перспективи со фиксирање на затумот за изборите на 24 април, бидејќи, како што рековме, секое друго одлагање или преместување ќе биде исклучително штетно за државата. И за крајот уште наша редовна рубрика Купувајте македонски производи. Оваа криза низ која врвиме, која е навистина со длабоки корени и мислам дека единствено што може да се споредува со оваа криза е војната од 2001 година, која беше сигурно пострашна. Меѓутоа, ова не е за подценување, бидејќи војната заврши како што заврши,
a ова се уште е во повој, се уште не е известно во која насока се развива, а улогата на бидејќи улогата на странскиот фактор доминира и е носител на сите действија, мислам дека тоа мора да не подсетува дека и ние мораме да играме што поважна улога и секој интелектуалец да биде свесен дека мора да реагира и да се бори за својата држава и својот народ. Значи, на последното наше е купувајте македонски производи, бидејќи само така ќе ја поддржиме нашата држава, само така самите ќе си помогнеме и не заборавајте, секој чин на купување во било кое продажно место е политика. Ако изберете македонскиот производ, вие сте поддржале својата држава. Ако изберете туѓ производ, вие сте поддржале некоја друга држава. Се дозволите вашите пари да таму и некој друг да ја користи за развој, за напредок, а не ние. Тоа беше ден за денеска, почитувани. Благодарам за вашето внимание и до следната недела во истото време. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 18 февруари 2016 година. За дипломатијата со Никовски.